Со медиумска писменост во борба против манипулативните информации и така наречените лажни вести, кои станаа наше секојдневие, по социјалните мрежи и портали врие од лажни вести, кои можат да предизвикаат сериозни реакции кај јавноста, па медиумската писменост стана глобален предизвик и тема и за обука на граѓаните како да препознаат лажни вести. Лажните вести многу големо влијание имаат врз граѓаните и сметавме дека треба да направиме проекти обуки со цел на граѓаните да им покажеме дека не треба на сите вести што се продуцираат посебно на социјалните медиуми да им веруваат и да им влијаат врз донесувањето на ставовите. Се што е објавено на интернет не мора да е точно, а преку обуките граѓаните ќе се запознаат како се креира вест, како да се препознае разликата меѓу реклама, вест и манипулација, како и да се препознае политичка или друг вид пропаганда. Големо влијание имаат социјалните медиуми, дека најголем дел од луѓето што учесниците што дојдоа на обуките, видовме дека се информираат од ајде ги кажем условно од порталите и од социјалните медиуми, посебно од Facebook. И своите ставови и мислење ги донесуваат врз основа на тоа што се појавило и како се појавило на Facebook, на тие социјални медиуми. Проектот за медиумска писменост информирај се и делува и опфаќа и дел за граѓанскиот активизам, кој треба да им помогне на граѓаните да се самоорганизираат во решавање на проблемите. За жал, кај нас во Македонија е многу слабо нивото на граѓански активизам, и многу е слабо нивото на меѓусебна доверба помеѓу граѓаните за да можат заеднички на ниво на помали заедници да се организираат, да покренуваат одредени прашања, да даваат решенија за истите. Сметам дека со овој проект ќе пробаме барем во помалку развиените подрачја да делуваме кај граѓаните да зголеме нивната самодоверба. Проектот информирај се и делувај на невладината Концепт Плюс ги започна обуките од Берово, а ќе продолжи во Прилеп, Струга, Кичево и Свети Николе, а проектот е поддржан од фондацијата Отворено општество.